Навистина нема граници. Ако изберете, ако издржите, ако сте дарувани да се родите како македонец, тоа е дарба од Бога. Видете колку малку треба песната да се крене. Тапанот поаѓа од земјата, тоа е повик до небесата. Да слезе Божиот дух и да игра со вас. Тоа се македонските песни и ора. Ние овие години 21, слава му на Господа, се фаќавме на орото во тие 2 дена, од Егејска, од Пиринска, од секаде. Бевме заедно, символично да испратиме метафората на заедништвото. 94 година, кога првпат бев во Албанија, запознав еден исто така даруван човек. Тоа беше едно време кога се отвораше портата кон Албанија. Не беше лесно да те прими некој, посебно кога си македонец, да ве прифати како театар и да играте представи. Тоа е Фоте Никола. Тој денеска живее во Тирана и работи во Министерството за образование на Албанија. Ќе представи една книга и ќе сподели со вас нешто со думите и со словата на Бога. Повели, Фоте. Добро вечер на сите. Во прво му благодарам на организаторот за ова покана на овие слави. Во почетокот ќе ви кажам нешто за починатиот Никола Беровски, големиот учител од Пустец, од Преспа. Никола Беровски заедно со 20 на други учители од бивша Југославија дојдоа во подрачјата на Преспа и некои други подрачја на Албанија, за да почнат настава на македонски мајчин јазик. И од тогаш почна да се учи македонскиот јазик во македонските училишта, почнаа да се отворат. Беше тешка работа да ја посетуват наставата децата од селата Пустец кои живееа во поголеми тешкоти од тоа време. Но Никола Беровски заедно со други дејци од местото свршија голема работа за да ги убедат тие деца да доаѓат на училиште, да учат на мајчин јазик, на македонски мајчин јазик. Помислете дека тогаш немаше ниту учебници, ниту тетрадки за пишување, ниту молеви, ништо. И тоа беше многу макотрпна работа за овие учители што дојде од бивша Југославија. Со неколку учебници што донесоа со себе и нешто што напишаа од другите учебници, почнаа работата и со првите деца кои успеа да завршат 4-то оделение со поголеми успеси, почнаа да работат и тие како учители да предават македонски мајчин јазик. Во 44 година почна ова работа во Мала Преспа и во 48 заврши, кога учителите од Мала Преспа од бивша Југославија се вратија во своите родни места, дека односите меѓу Република Албанија и Република бивша Југославија се расипаа. И тогаш Никола Беровски остана во Албанија, почна една поголема работа, што е голем придонес за македонците во Албанија, за децата, за мајчиниот јазик во Албанија. Тој почна како учител во неколку села во Преспа, потоа замина во Корча, во градот Корча, каде беше во дирекцијата за образование на овој округ, потоа заменик директор во некои средни училишта во Корча, во некои средни училишта во Дивјака, каде беше средно училиште за земјоделско средно училиште, а потоа во Тирана, каде почна да работи за учебниците на македонски јазик за училиштата во Преспа главно. Тој ги изработи сите учебници од букварот, што почна од 50 година и натаму. Тој буквар го поправи со години, до когаш во последните години беше посовремен, подобар ученик. Во својот живот Никола Беровски состави околу 80 наслови учебници од 1 до 4 оделение, но неговата поголема работа беше за речникот македонско-албански,
кој остана во ракопис до крајот на неговиот живот. А со поддршка на Република Македонија успеавме да го испечативме овој речник и сега е во рацете на многобројни на учители, наставници и други кадри во Република Албанија. Промоција на овој речник се направи во Тирана за македонците тамо што живеат, во градот Корча, во Пустец, и овде сега се прави промоција на овој речник, што е една голема работа, едно големо дело на Никола Беровски. Многу бројни учители и други кадри кои завршија основно училиште во Преспа го научија мајчиниот јазик да го читат и да го пишуваат. Многу бројни од нив се работаа низ цела Албанија и не го заборавија никогаш учителот Никола Беровски, но не само него, и другите учители од местото кои работаа целиот нивен живот за да го учат, да го зачуват македонскиот мајчин јазик. Ви благодарам на сите. Ако има некој нешто прашање, сега. Со нас е вечерва и Вита Која од Тирана. Аријана Шутку. Ја запознав кога пред 5 години бевме во Тирана, во Домот на армијата, представивме документарни филмови заедно со Македонското друштво Илинден од Тирана, со телевизија Сонце и со театарот Скрби и утеха. Тогаш видов дека се работи за еден оној светлосен белег што го носи македонецот. Потоа минатата година ја сними во Илинден во Тревишта во документарниот филм кој го има и на YouTube. И денеска е таа тука со нас да сподели некои работи што се случува во Албанија со македонците во Албанија. Повели. Добро вечер, мои сестри и браќа. Јас доаѓам од Албанија, родена и растена во Тирана. Чудно што зборувам македонски јазик. Тоа пред малце го кажа Фоте дека во Преспа имаше учители од Македонија, ама тоа во Голобрдо фалеше. Голобурѓани се од најстарите жители во Албанија и во Балканов. И тоа мене ми е пренесено од моите дедовци. И јас се гордеам дека сум најстар македонец мијак во Балканов. Како го зачував јазиков, културава и верава. Битно беше тоа на тие години на режимот 50, од 67 година се забрана се. Вера никој не можеше да ја почитува и да ја слави. Тоа мене, јас го зачував само од моите дедовци. Се пренесува како култура и како вера и како слава. И јас се гордеам дека сум од Голобрдо и нашето живење таму е како добар пример и за тука. Не врзуваше само тоа што сме македонци. Ние не гледавме дека сме православни или муслумани. Сите слави, сите празници ние ги правевме заедно. И тоа е добар знак и за Албанија. Ама за јазикот мене не ми се дозволуваше да го учам. И јас го учев од мојот дедо и баба. Тие слушаа песни искришно и не стварно доаѓаше 8,5 сатот кој јас мало дете учев. И од прво оделение до факултет и јас и ми се дозволуваше само на албански јазик. Кога доаѓаше емисијата со македонски песни, дедо ме викаше: "Дојди Јанче, е твојата песна." И јас со таа песна пораснав: "Море сокол пие, вода на Вардаро." И тој ми беше
секогаш ми беше мотив на мојата живот. До 6 години и јас не знаев албански, тоа го почнав на прво оделение да учам. И секогаш не го имам заборавено и нели се гордев дека јас знам да зборувам македонски јазик и сум македонка. Ама тоа многу деца не го има. Мене ми го подари Господ дека се растев со дедо и со баба, кои тие не знае ни еден збор албански. Мене ми се пренеса и јас имав можност да пренеса колено по колено, стигна до кај мене. Ама таму ние не смевме да учиме на мајчин јазик. Како тука се случува, секој што сака си учи на мајчин јазик. Дека тоа се пренесе со јазик, ама песната никога не изгуби. Еве ги слушам тука, тоа е едно што духовно нас не врзува. И стиховите на македонски јазик, теле тоа не чува, не топли. На тие години која стварно син, мајка не гледаше, тој не смееше да се врати, да ги види родителите, каде во родното место на татко ми Света Петка на Горна, дали порта отвора, цел век оглувена, пол век поплукана. Тоа стварно тие стихови излезени од мене, ги гледав, моите родители ја гледаат црквата, ја мирува, ја сака, ама тие не смеа. Уште сега, и 20 и неколку години, ние не можеме да славиме во наша црква. И тоа викаат, прават, бараат, ама ние права не ги имаме уште таму. За жал, јас можда спомнам дека сум крстена македонка, скришно 72 година, ама дојде, не можев да земам извод дека сум крстена, тоа го добив после 93-та. Овие стварно се такви елементи што нас ни прават појаки, да бараме нашите прави, да се гордееме дека сме македонци и македонците се најстари во Балканов и во светов. Да живее наша мајка Македонија. Сношти почна да чука еден дамар после првата вечер. Еден дамар кој не може да сопре. А тоа е рам, пам, пам, Хомеровиот ритам дактилот. Тоа е една тајфа која беше пред неколку години, лешничани од Тирана. Ние бевме 2 пати кај нив. Кога ме фатија во орото, славевме Василица, мислам пред 5-6 години. Ме фатија во орото и не ме пуштија. Ти мора да играш оро. Викам, чекајте полека, уште не сум. Не, ме фати чичко Митко, Амит и не ме пушташе. Тоа е една тајфа која е влезена во македонизмот, во светлината на Македонија, во дамарот на тапанот, во тој свештен богодаруван ритам. Лешничани од Тирана. Нека екнат тапаните посилно од сношти, да ги разбудат заспаните македонци, да ја разбудат Европа, да ги разбудат нашите соседи, да заиграат оро, не со мраза, со љубов и со светлина. Добро вечер, браќа и сестри македонки. Сакам да ви поздравам на името од Друштвото Илинден. Да ви поздравам и да преносиме, толку една мала група што сме, да преносиме нашите обичаи, песмите што ни научија мајките наши и да ги пееме сите заедно, зашто тоа е помош и за нас. И сега
еден дует од село Острени, двајца ќе пеат една сатирична песна. Доаѓат. O mori ano mori boyano, o mori ano mori boyano, kamotiane tamorina, oro kamotiane tamorina, oro. Ne dana oro morine, doide ne dana oro morine, doide ne da kun duri morine, mashe ne da kun duri morine, mashe. Zašne mi kaša mori po borgu, zašne mi kaša mori po borgu, ja ćaje da te morimo i te pločite od Magareno. Zašne mi kaša mori po borgu, zašne mi kaša mori po borgu, ja ćaje da te morimo i ne pločine od Magareno. O mori, ano mori bojano, o mori, ano mori bojano, kamo ti ja ne da morina, oro, kamo ti ja ne da morina, oro. Ne dana oro morine, dojde ne dana oro morine, dojde ne da košulja morine, maše ne da košulja morine, maše. Zašne mi kaža moj po borgu, zašne mi kaža moj po borgu, ja ćaje da te morimo, Jana kožana od Magareno. Zašne mi kaža moj po borgu, zašne mi kaža moj po borgu, ja ćaje da te morimo, Jana kožana od Magareno. Сега ќе испееме една друга песма, која ја имам пејано, али овчарска песма, стара. Ми тргнала момарума из гора зелена, ми тргнала момарума из гора зелена, a po neja Stojanovčar ide da ja moli. A po neja Stojanovčar ide da ja moli. Ela rumo, ela dušo, ela ti pri mene. Ela rumo, ela dušo, ela ti pri mene. Ča ti kupam zlatno ljelje, da ljubi me zelo. Ča
ти купам свилен елек, дали бихме зело. Не купувай, не харджи се, мама не ме дава. Не купувай, не харджи се, мама не ме дава. Čak ti kupam rudo jagne, dali bih me zelo. Čak ti kupam rudo jagne, dali bih me zelo. Ne kupuvaj, ne harži se, mama ne me dava. Ne kupuvaj, ne harži se, mama ne me dava. Čak ti kupam zlaten prsten, dali bih me zelo. Čak ti kupam zlaten prsten, dali bih me zelo. Kupi ludo, kupi mlado, i ja ću te zema. Kupi ludo, kupi mlado, i ja ću te zema. Ela rumo, ela dušo, ela ti pri mene. Ela rumo, ela dušo, ela ti pri mene. Како што рекоа и предходниците, никога не го заборавивме јазикот наш, песмите наши, обичаите наши, како што рекоа и други, и господинот професор Тиомир, што со зборот негов синојки не се крена косата и не направи да имаме, да се гордееме што сме македонци и да се собираме така за свекогаш и поубаво ќе биде и нашите целови ќе се остваруваат. А сега една друга песма, Оро се играт крај манастирот.